На месец дена пред изборите СДСМ и Шилегов конечно се вратија од 4-годишниот одмор. Во овие месец дена нивната цел ќе биде да ги прелажат, да прелажат јавноста со тоа што ќе ја манипулираат за се она што ветиле, а не изградиле во нивниот 4-годишен мандат. Како што најави и вице-премиерот Артан Груби, тој заедно со градоначалникот во заминување Петре Шилегов за само 2 минути се договориле дека ќе изградат булевар во индустријската зона Визбегово, иако таму нема ни основна комунална и водоводна инфраструктура. При тоа, партијата ДУИ, која што владее повеќе од 20 години во Македонија и како резултат на тоа владење, целосно го има изгубен образот кај албанските гласачи, заедно со СДСМ, во обид да го спасат исклучително непопуларниот Петре Шилегов, тие манипулираат со албанските етнички чувства на тој начин што немајки што да им понудат, им понудуваат ефтини, истрошени, сепаратистички и националистички флоскули. На овој начин тие се обидуваат да ги купат албанските гласачи, што неизградениот булевар за кој станува збор, одлучиле да го именуваат како Хасан Приштина. При тоа тие, игнорирајќи еден куп албански дејци кои што се бореле за слободата и афирмацијата на Република Македонија, како што е примерот со Неџата Голи, кој не само што бил првоборец во НОБ, тој бил и член на АСНОМ, пратеник на второто заседание на АВНОј, како и прв министер за социјална политика во поствоената влада на Република Македонија. Значи и покрај ова, тие се одлучуваат булеварот да го именуваат по лик кој што е во политички сојуз со фашистички колаборатори како врховистот Ванчо Михајлов и усташот Анте Павелич. Јавно го прашуваме Петре Шилегов чија е одлуката за овој булевар да биде наречен Хасан Приштина. По изборите, советниците на левица во градското собрание ќе се заложат да се вратат старите имиња на улиците и булеварите во Скопје.